Скопје повторно е најзагадениот град во Европа, според најновите податоци за квалитет на воздухот. Мерните станици регистрираат високи концентрации на PM честички, кои сериозно ја загрозуваат животната средина и здравјето на граѓаните. Причините за загадувањето се повеќе, од индустриските капацитети до несоодветното греење во домакинствата. Оваа алармантна состојба бара итни мерки од надлежните, но и зголемена свест кај граѓаните. Експертите апелираат за забрзана имплементација на еколошки проекти, намалување на сообраќајот и поттикнување на користењето јавен транспорт за да се ублажат последиците од загадувањето. Преспанскиот договор е неопходен предуслов за отворање на европскиот пат на Македонија, изјави грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Тој потенцираше дека договорот овозможил стабилност во регионот и придонел за зајакнување на односите меѓу двете земји. Според него, договорот има клучна улога во евроинтеграциите на Македонија. Мицотакис истакна дека Грција останува посветена на поддршката за регионот на Западен Балкан на патот кон Европската унија. Сепак, тој нагласи дека земјите кандидати мора да ги исполнат сите критериуми и обврски, вклучително и спроведување на потребните реформи за напредок во процесот. Косово воведе привремена забрана за увоз на мандарини од Албанија поради сомнежи за несоодветен квалитет на овошјето. Властите наведоа дека при инспекција се откриени проблеми со безбедноста на производот, што доведе до оваа одлука. Забраната е на сила до завршување на деталните анализи. Од албанска страна, трговците изразија загриженост за можните економски последици од оваа мерка. Тие повикаа на итно решавање на ситуацијата и изразија уверување дека нивните производи ги исполнуваат сите стандарди за извоз. Насмеаниот убиец, обвинет за масовното убиство во американскиот град Левистон, се соочува со можност за смртна казна. Покрај обвиненијата за убиство, против него се поднесени и тужби за федерални кривични дела. Неговото однесување и изразот на лицето по апсењето предизвикаа бурни реакции во јавноста. Според американските закони, федералните обвиненија можат да вклучуваат најстроги казни, што дополнително го зголемува интересот за случајот. Овој трагичен инцидент повторно ја актуализира дебатата за оруженото насилство и потребата од поригорозни регулативи во САД. Германскиот канцелар Олаф Шолц изјави дека фон дер Лајен, председателка на Европската комисија, ги започнала разговорите за членството на Украина во Европската унија. Шолц истакна дека заради безбедносните предизвици, потребна е брза и ефективна поддршка за Украина, но истовремено ќе се води процес за исполнување на условите за членство. Од друга страна, фон дер Лајен потенцираше дека Украина мора да ги исполни сите критериуми за членство, но нагласи дека напредокот на земјата е видлив и поддржан од страна на Европската унија. Таа апелираше за континуиран напор на политичко и економско ниво за Украина да го постигне својот европски сон. Ирак ја презеде одговорноста за разоружување на 2000 војници на сирискиот лидер Башар ал-Асад. Иракските власти ги вратија овие војници кои се бореле за режимот во Сирија, како дел од операцијата за демобилизација и намалување на воената активност на територијата. Покрај разоружувањето, властите изјавија дека се работи и на процесот на реинтеграција на поранешните војници во општеството. Оваа операција се смета за важен чекор во справувањето со насилството во Сирија и за обезбедување стабилност во Ирак.